Благодарам, председателе, почитувани пратеници, почитуван представник на Државната комисија за спречување на корупција. Денес расправаме за годишниот извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупција за 2021 година. Еден извештај на кој што му е поминато времето, односно дискутираме за нешто што се случувало 2021 година, па што и да произлезе од ова дискусија и кои заклучоци да се донесат, понатака не можат да се спроведат, бидејќи веќе сме 2023 година. Од она што може да се види во салата, гледаме дека и тие заклучоци доколку би се донесле и треба да се спроведат, нема тука од страна на владата ниту еден представник за да ги слушне тие заклучоци и да слушне што треба да спроведат и што треба да подобрат. Затоа што тоа што треба да го подобрат е за доброто на граѓаните, но очигледно е дека интересот на владата го нема кога треба да слушнат критики за она што се случувало во таа 2021 година. Представничката на Државната комисија за спречување на корупција зборуваше од тука во нејзиното говор и спомна дека Државната комисија за спречување на корупција вовела нови начини на работење, дека се надминати проблемите со обезбедување на условите за работа, со обезбедување на нови простории, што ќе им обезбедат максимални услови за работа, што е добро и се надеваме дека тоа ќе го подигне степенот на работа на Државната комисија и постапување по предмети и иницијативи што ќе стигнат до нив. Исто така има и подобрување во човечките ресурси но добро кажавте и дека со овие вработување не значи дека ќе се подобри ефикасноста, на што се надевам дека ќе поработите во тој дел да се подобри ефикасноста на Државната комисија за спречување на корупција, затоа што ако видиме имате донесено само 12 одлуки по иницијативите, од кои што 7 се поднесени до основното јавно обвинителство, а прифатени немаме ниту една. Останатите пријави во најголемиот дел се отфрлени како дека се ненадлежни за постапување, префрлени на други институции да постапуваат и така натаму. Најголем проблем од она што може да се види е степенот на реализација на Националната стратегија за спречување на корупција и судирот на интереси, што е најголем показател каква е борбата на оваа власт со корупцијата, односно дека корупцијата најмногу извира од власта, односно од владата и од функционерите на оваа влада, затоа што реализацијата на оваа национална стратегија е помалку од 20%. Од што требало да ја реализираат надлежните институции, меѓу кои најслаби во области се вработување, политички систем, органи на спроведување на законот, здравство, образование, труд и социјална политика, земјоделство, економија и бизнис. По собранието исто така, покрај ова извештај на Државната комисија за спречување корупција, беше и годишниот извештај на Националната стратегија. Овие два извештаи се пристигнати на ист датум на 31.3.2022 година, а денес има точно една година после доставување на овој извештај и разгледување односно дебатирање тука во собранието по однос на овој извештај после една година од кога е доставен во собранието. Како најголем проблем, кажав дека е истакнато во извештајот се истакнува дека
Собранието на Република Македонија е најголем проблем затоа што најголем број од мерките и активностите биле во насока на донесување на законски измени. Доколку е така, треба да се одговори кои закони се заклавени во процедура и дали ево и Државната комисија за спречување на корупција има некоја иницијатива за измена на некој закон каде што треба да се откочи тој процес и да им се подобри таа работа, но мислам дека нема конкретна иницијатива за измени, односно дека сето ова е паушално само изнесено. Од доставените иницијативи и постапување по нив, според прегледот на доставените иницијативи и постапувањето на институциите, може да заклучиме дека извршната власт за поголемиот број од иницијативите или не доставува одговор, или се надминува на некој друг начин. Тука не треба да застане ДКСК со својата работа, односно треба и понатака да се притиска владата и институциите да постапат по тие ваши забелешки и иницијативи и да има разрешница по тие иницијативи. Во извештајот може да се види дека е зголемен бројот на пријави од граѓаните во однос на сомнеш на корупција и сите сме свесни дека од кога е оваа власт, овие пријави се зголемени за многу пати, затоа што не поминува ниту еден ден, а да немаме некој скандал со корупција. Таков еден последен таков скандал е и најголемата скандалот околу изборот на надзорот за коридорот 8 и коридорот 10Д. Тука мислам дека ДКСК треба да испита како се избраа овие фирми да вршат надзор, како ги добиле лиценците за надзор по објавениот оглас за избор на надзор, како 4 лица за консултантски услуги ќе наплатат 1,2 милиони евра, од кои што 900.000 евра ќе ги наплатат на почеток на реализација на овој проект, а 300.000 евра ќе останат да се наплатат по завршување на овој проект, што јасно може да се заклучи каква ќе е динамиката, односно што парите се бараат да се исплатат пред почетокот на проектот. Исто така ДКСК треба да испита како фирма за производство на долна облека добила тендер за надзор на автопатите на коридорот 8 и 10Д во вредност од 1,3 милијарди евра. Значи, најголемиот проект во Република Македонија ќе врши надзор фирма која што се занимава со производство на долна облека. ДКСК треба да испита и како секој надзорен инженер ќе чини по 8 до 9.000 евра месечно, а месечниот трошок за главниот надзорен инженер е 20.000 евра месечно. А такви има 4 кои што се ангажирани и треба да се позанимава со што ќе работат тие што овие суми се толкави големи. Исто така треба да се испита и како секој геометар кој што ќе е ангажиран ќе наплаќа по 5.600 евра месечно плата, а сите знаеме дека геометрите кои што се ангажирани во држава без разлика на кои проекти, нивната плата изнесува од 500 до 1000 евра, па мислам дека тука треба да се позанимавате како овие луѓе ќе се плаќаат 6 пати повеќе, односно што е тоа што ќе се толку ангажирани или толку стручно капацитетни за да можат да наплатат 6 пати повеќе од она што се исплаќа редовно во државава. Може би најмногу треба ДКСК да се позанимава со скандалот кој што излезе пред неколку дена со јавната набавка која објави директорот на јавното претпријатие за државни патишта Ејуп Рустеми, во која што замислете 2 милиони евра е јавната набавка за косење на трева, сечење на гранки и дрва. А ова е класичен пример за корупција и криминал, затоа што во исто време Македонија пат има иста ваква јавна набавка во која што цените се 25 пати
поевтини во однос на она што е објавено во оваа јавна набавка, односно метар квадратен што го склучила Македонија пат за косење на трева е 0